Добар ден, ученици! Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Тетово. Денес вие сте со мене на час по природни науки и пред да ви кажам за што ќе учиме во денешната лекција, најпрво со мислите ќе ве пренесам во една шума и ќе ги слушаме звуците во неа. За да малку ги продлабочиме мислите, ќе ги затвориме очите и ќе слушаме внимателно што се случува тука. Како се чувствувавте, ученици, во оваа шума? И кои се звуци ги препознавте во неа? Секако дека тука ви беше убаво и пријатно да престојувате, бидејќи се слушаа звуците на жуборењето на поточето, звуци од различни животни, пеењето на птиците и зуењето на инсектите. Сега ќе ве пренесам во една друга, малку поинаква шума. Исто така ќе ги затвориме очите, но и внимателно ќе слушаме што се случува во шумата. Како се чувствувавте во оваа шума? И дали ви беше пријатно исто како во претходната? Какви звуци слушнавте тука и дали според нив може да утврдите што се случува во оваа шума? Сигурно дека не ви беше баш пријатно во оваа шума, затоа што се слушаа звуци на сечење со секира, односно дека во оваа шума има луѓе кои што ги сечат дрвјата. Дали слушнавте звуци од животни? Не, тука не се слушаа звуци од животни. А што мислите вие, што се случило со животните и каде заминале тие? Животните сигурно се исплашиле од звуците во оваа шума и дека побегнале некаде подалеку. Сега можете сигурно да направите разлика помеѓу овие две шуми и да донесете заклучок, дека ако во шумите природата е недопрена, тогаш ние можеме да уживаме во убавините на растенијата, во звуците на животните и дека ќе ни биде пријатен престојот таму. И дека не треба да се уништуваат шумите. Ова ни е само како вовед во денешната лекција, која што има наслов Грижа за живеалиштата на животните и растенијата. Што ќе научите на овој час? На овој час ќе научите дека животните и растенијата имаат различни живеалишта во кои тие се приспособени да живеат. Ќе воочите дека човекот може да и наштети на животната средина. Ќе разберете дека на живите суштества и нивните живеалишта им е потребна заштита. И ќе научите како правилно да се однесувате кон животната средина. На нашата планета има богат растителен и животински свет. Животните и растенијата имаат своји живеалишта во кои тие се приспособени за живот. Некои животни и растенија живеат во потопли предели, а некои во постудени. Некои живеат во вода, други на копно или пак во воздух. Да откриеме кое животно во кое живеалиште живее. Каде живее камилата? Камилата живее во пустина. Каде живее пингвинот? Пингвинот живее во поларните предели. Каде живее лисицата? Лисицата живее во шума. Каде живее китот? Китот живее во океаните. Каде живее жабата? Жабата живее во барите. Каде живее речната пастрмка? Речната пастрмка живее во реките. И растенијата се приспособени да растат и да се развиваат во различни услови и на различни места. Например, во потопли предели растат и се развиваат кактусот, палмата, калинката. Во планинските предели има многу дрвја, како што е борот, но и грмушки, како што се боровинките. Додека пак на влажните места расте и се развива лотосовиот цвет, но и трската. Дали вие сте виделе трска? Сигурно ако сте оделе покрај брегот на Охридското, Преспанското и до Еранското езеро, дека сигурно сте виделе трски.
Значи сега научивме дека растенијата и животните имаат своји живеалишта. Дали сте слушнале дека некои видови животни повеќе не живеат на земјата, односно се изумрени? Како се случило тоа? Што мислите вие? Тоа се случило поради уништување на нивните живеалишта и повеќе немало услови за тие животни да живеат. А што мислите? Кој ги уништил нивните живеалишта? Понекогаш се случуваат некои елементарни непогоди поради кои се уништуваат живеалиштата, како што се суши, поплави, земјотреси, пожари, вулкански ерупции. Но најголем виновник за уништување на живеалиштата на животните и растенијата е човекот. Човекот ја менува природата. Тој за своите потреби ги сече шумите. Дрвјата му се потребни за огрев и за изработка на мебел. Гради патишта, ги поврзува населбите. Ги проширува населените места. Гради различни објекти. Но исто така, човекот ги лови и животните. Предизвикува пожари. Но и не води грижа за животната средина. Ги загадува водите, воздухот и почвата. Постојат видови на животни кои некогаш живееле на планетата Земја, но поради негрижата на човекот тие денес се изумрени. Такви се птицата додо, талисманскиот тигар, ирскиот елен, големиот пингвин, пештерскиот лав, сината ара. Но и растенијата се во голема опасност. Растенијата се многу важни за животот на земјата, бидејќи тие го произведуваат кислородот, кој е важен за да дишиме, и ја произведуваат храната која ние ја јадеме. Затоа мора многу да се грижиме за растенијата. Кои се загрозени животински видови во нашата татковина? Пред да ги разгледаме кои се тие животински видови, прво да видиме што е тоа загрозен вид. Загрозен вид значи дека е во опасност да изумре поради неговата малубројност и поради промена на животната средина и условите за живот. Еден загрозен животински вид во нашата татковина е рисот. Рисот живее во шумите во западниот дел на Македонија и од него се останати само 35 до 40 примероци. Затоа, тој е заштитен и не смее да се лови. Рисот е македонски символ и го има на нашата поштенска марка и на монетата од 5 денари. Има и други видови животни во нашата татковина кои се загрозени и не смеат да се ловат, како што се кафеавата мечка, дивата коза, волкот, лилјакот и многу други. Што презема светот за да се спречи уништувањето на живеалиштата на животните и растенијата? Во светот се преземаат многу мерки, се забранува лов на загрозени видови животни, се забранува сечење на шуми, се засадуваат садници, се донесуваат закони за заштита на загрозените животни и растенија, се донесуваат важни датуми за заштита на животната средина, како што е 22 април, ден на планетата Земја. Се создаваат национални паркови и природни резервати, во кои не смеат да се уништуваат растенијата, ниту пак да се ловат животните. Во нашата татковина се Националниот парк Пелистер и Националниот парк Маврово. Како вие можете да помогнете во заштита на живеалиштата на животните и растенијата? Иако сте деца, сепак и вие може да учествувате во заштитата на живеалиштата. На тој начин, што ќе ја развивате вашата љубов кон животните, ќе се грижите за нив и за нивните живеалишта. Ќе научите како да се негуваат растенијата и да се грижите за условите во кои тие растат и се развиваат. Да се грижите за животната средина, да не фрлате отпадоци во природата, да го селектирате отпадот, да наоѓате креативни начини за повторна употреба на отпадниот материјал, да поттикнувате акции за чистење на животната средина или пак да засадите некое дрвце.
но можете да напишете и некој состав или пак песна за животната средина. Или пак да им раскажете на вашите другарчиња и на возрастните што научивте за загрозените животни и растенија и како можеме да ги заштитиме. Така ќе научат и другите како треба да се грижат за животните и растенијата и за нивните живеалишта. А сега да повториме. Каде живеат животните и растенијата? Животните и растенијата живеат во живеалишта во кои тие се приспособени за живот. Со кои постапки човекот може да ги уништи живеалиштата на животните и растенијата? Човекот може да ги уништи живеалиштата на животните и растенијата преку сечење на дрвјата, градење на патишта и објекти на местата каде што има живеалишта. Кои видови животни се загрозени во нашата татковина? Во нашата татковина загрозени животни се рисот, кафеавата мечка, дивата коза, лилјакот и други. Како треба да се грижиме за заштита на живеалиштата на животните и растенијата? Треба да ги сакаме животните и растенијата, да научиме да се грижиме за нив, да ја чуваме животната средина и да го пренесуваме нашето знаење за грижа на животната средина на другите. Запомни, треба да се грижиме за животната средина, бидејќи планетата Земја е наше живеалиште. Да видиме што научивме на овој час. На овој час научивме дека животните и растенијата имаат различни живеалишта во кои тие се приспособени да живеат. Разбравме дека човекот со своите постапки може да и наштети на животната средина. Свативме дека на живеалиштата на животните и растенијата им е потребна заштита. И научивме дека секој човек, па и децата, можат да придонесат за подобра животна средина и за чувување на живеалиштата на животните и растенијата. Запомни, не си мал и ти можеш да се грижиш за животната средина. За домашна работа имате една интересна задача најпрво, да истражувате кои животни и растенија ги има во Националниот парк Пелистер и какви се убавини има во паркот, но и кои правила треба да се почитуваат при негова посета. Тоа ќе го направите на дадениот линк. Но имате и една втора задача, која е попрактична. Треба да засадите едно растение во вашиот двор или во саксија, да научите како треба да се грижите за него и да гледате како расте и се развива. Запишувајте ги вашите белешки за неговиот развој во тетрадка и повремено споредувајте ги. Колку растението порасна, дали на почетокот кога го засадивте имаше цветови, дали има сега, дали се промени бојата на ливчињата и слично. И нешто за крај. Дали шумите ќе изгледаат вака или вака? Тоа од нас зависи. Имајте убав ден и размислувајте за животната средина. До гледање, ученици, и се гледаме во следната видеолекција.